Добро да го расчистиме прашањето, благодарам за прашањето. Сметам дека и тоа како имам и легитимитет и кредибилитет за зборам за ова прашање. Поради тоа што цел живот работам за граѓаните. Прво како доктор, со пациенти, понатаму како министер, кој сум се борел за здравјето на сите граѓани и за стандардот на здравствените работници. Да ја потсетам дека владата во која што јас седев сериозно работеше и носеше мерки за зголемување на платите. Социјалната помош порасна 300%. Платите на докторите се зголемија за 150%. 150%. Имавме мизерни плати од 60.000 денари пред мојот мандат. Сега платите на докторите се околу 150.000 денари. И апсолутно и тоа како имам право и ќе продолжам да го правам тоа и да се борам за стандардот на граѓаните. Сметам дека тој систем на пропаганда кој што е присутен веќе подолго време ме обвинува дека прво сум имал куќа во Нерези. Знаете, од вашиот медиум дојде тоа обвинување, па еден ваш колега беше таму, снимаше. Излезе дека тоа не е вистина. Па дека имам поклон джип, исто така не е вистина. Па дека имам зграда во Дубај и авиокомпанија, исто така не е вистина. Па дека имам јахта, се што исто така не е вистина. И жалам што таков еден систем на пиар развива ВМРО ДПМН со своји медиумски инструменти, со луѓе кои пишуваат по социјалните медиуми, што сметам дека веќе не е само политички феномен, тука е веќе општествен феномен, дека станува збор за луѓе кои што го креираат тој наратив со цел да нивото на политичка и јавна комуникација го сведат под елементарното цивилизацијско ниво, едноставно сака да го однесат во калта. И тука да се борите, ама ја тоа нема да го дозволам. Сите тие работи апсолутно не се вистина. Целта на тие работи е да дискредитираат на некого. Иначе станува збор за луѓе кои што ги иницираат, ги креираат и ги пласираат тие работи, кои што во суштина се кукавици. И политички, и секакви други. И тие те обвинуваат. Ти си лопов, криминалец, ти си предавник и обично тоа е мантрата. Меѓутоа тоа не ме обесхрабрува, напротив, уште поише ме охрабрува да се борам за доброто на државата, знаејќи дека тоа ВМРО ДПМН и сите кои што го иницираат и спроведуваат тој процес, тоа го прават затоа што немаат резултати со ништо друго. И немаат што да прават луѓето. Немаат што да кажат. Тие ги плаќаат ситни пари луѓето кои што тоа го спроведуваат и им е жал за нив, додека се они фокусирани на многу големи бизниси, огромни кредити и договори во 4 очи. И полека работите ќе излегуваат на виделина, додека државата е на слеп колосек за Европа, додека платите стагнираат, додека стандардот тоне, додека младите се иселуваат. Што ќе прават? Ќе бараат лопови и предавници. Тоа е. Целокупната суштина на тоа што беше пропаганда изминатиот месец. Сушност би завршил со тоа дека сметам дека додека ВМРО ДПМН е на власт, во држава противниците на Македонија мирно спијат. Но нема да го дозволиме тоа. Ќе ја вратиме државата на истинскиот пат.